Уставниот судија прифати иницијативата на директорот на Канал 5 телевизија Иван Мирчевски, новинарот Александар Видиновски и донесе одлука да го направи првиот чекор кон поништување или укинување на правилникот поради кој на сообраќајните знаци во Србија кои ги означуваат насоките на движење сме наведени со кодот НМК, што е спротивно на меѓународните договори, вклучувајќи го и преспанскиот. Мирчевски изрази задоволство што на денешната седница на Уставниот суд иницијативата го помина првиот филтер и се надева дека и гласањето ќе биде позитивно по истата. Воедно ваквиот правилник го нарече срамен и го оцени како само понижување. Денешното гласање е доказ за нашиот ментален склоп на македонците, односно за тоа какви сме ние махери да си направиме само понижување. Верували или не, во 2020 година двајца тогашни министри во техничката влада, Горан Сугариски од СДСМ и Наки Чулев од ВМРО-ДПМН подпишале ваков правилник, ваква правна норма, каде што самите одлучиле дека кодот за сообраќајните знаци е НМК. Јас не знам што повеќе да кажам, само ќе се потсетам на еден познат виц кога требале наши луѓе да се бесат, прашале: ќе ни даете вие жаже или сами од дома да си носиме? Новинарот Видиновски посочи дека владиниот вице-премиер Стоилковиќ, кој вети дека ќе се заложи за промена на ваквата состојба, сега има аргумент плюс во својата борба за побарго да се отстрани, како што вели, навредувачкиот код за македонските граѓани. Овој правилник од вице-премиерот Стоилковиќ беше потенциран како пречка зашто не може да си го оствари своето јавно дадено ветување на Канал 5, дека ќе лобира во Србија навредувачкиот за нас код НМК од автопатите во Србија да се тегне. Се надеваме дека во почетокот на следната година ќе биде овој документ скроз тргнат, така што ќе му дадеме еден аргумент плюс во борбата негова за во Србија да се тргнат овие навредувачки кодови. Се надеваме дека тоа ќе успееме и дека тоа ќе биде причина плюс за да нема никакви проблеми помеѓу двата братски народи, српскиот и македонскиот, бидејќи голем дел од македонците се навредуваат за тоа и една порака дека никој не е поважен од државата и од гордоста на граѓаните во случајот Македонија. Во оваа фаза судот изрази сомнеш дека правилникот е неуставен. Сега следува пишување на конечната одлука која ќе ги содржи и мислењата на подносителите на правилникот, односно актуелните ресорни министри, пошто ќе се донесе конечна одлука дали ќе се поништува или ќе се укинува.